Здраво, јас сум Стојан, имам 20 години и веќе некое време секојдневно доаѓам на оваа клупа. Се сеќавам како низ магла. Беше убав сончев ден, ден кој ми го смени животот. Телевизорот беше вклучен и наеднаш слушнав чуден глас. Од време на време имав чувство и како да ги слушам Анџелина Џоли и Мерлин Монро. Се завртев кон екранот и тогаш го видов човекот од кој се започна. Гледав како ги оценува луѓето од Инстаграм, како се јавува на неговата магична штикла со сим картичка и броеви од сите познати личности и си реков: и јас сакам да бидам оценуван од оваа легенда. Се погледнав себе си и одма сватив што ми недостасува. Најпрв им дадов отказ, потоа се јавив на мојата девојка и раскинав. Потоа отидов, ги собрав сите ситни пари и се упатив кон Тоци. Му ги историв сите пари и уплатив за вежбање во неговата теретана за наредните 3 месеци. Фалеа 50 денари, али не примети. Од истиот момент започнав напорно да вежбам и да целам кон мојот сон. Минутите се претвараа во сати, сатите во денови, деновите во месеци. Моето темпо на живот се сведе на вежбање и спиење. Вежбав, спиев, вежбав, спиев. Понекогаш дури не си одев дома. По неколку месеци напорно вежбање стигнав до посакуваните резултати. Тогаш прескокнав кон следниот чекор – сликање. Се сликав во најразлични пози и стрикно само со професионален апарат. Морав да го сменам статусот на Инстаграм од видео креатор во паблик фигур, за да бидам потенцијален кандидат за оценување. Му пишав на Сергеј како сите мои најблиски пријатели кои ги замолив. Шансата да види и да ме оцени беше голема. Еден ден мојот пријател седеше и гледаше телевизија и еднашка ме викна. Се дотрчав и ја видов таа прекрасна личност како вика: оди ме понатаму. Следен бев јас. Бев радосен и насмеан. Но кога ги поглед на моите слики, тој не беше воопшто среќен. Ја крена палката не и кажа дека сум модна катастрофа. Тоа ме погоди премногу. Дури како тоа да беше малку, и се јави на Мерлин Монро и она рече: No, 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 no. Мојот живот тука изгуби цела смисла. Не можев да издржам и полудев. Искочив надвор и пробав да си го одземам животот. Као што кажав, доаѓам на оваа клупа веќе некое време, благодарение на мојот пријател кој што ме носи тука. Едва чекам да оздравам, да ми поминат сите овие рани и скршеници, за да можам повторно да пробам да се замувијам. Не се живее, човеч. Готово? Завршивме со снимање? Дај тоа чисто, дај благото, дај. Ме боли кур што ќе речат другите за мене. Си јадам што сакам, си пијам што сакам и се облекувам како што сакам. Немојте да дозволувате други луѓе да кажуваат како да се облакате и како да се однесувате. Бидете тие кои што ќе кажуваат како треба, а не тие кои што ќе прават тоа како што другите ќе им кажат дека треба. Бидете свој и бидете вие тие што ќе кажуваат како треба да се прави нештото. Немојте да бидете овци кои што прават како што треба и како што другите ќе кажат. Немојте да ги следите другите овци. Бидете вие промената во вашиот живот. Бидете свој.